На 8 и 9 мај, од страна на Одделот за криминалистичка полиција, во соработка со Службата за борба против дрога од Солун, реализиран е случај на недозволена трговија со кокаин, при што во Солун се запленети 105 кг кокаин и лишени се од слобода 10 лица, од кои 7 лица државјани на Република Грција и 3 лица државјани на Република Албанија, додека во Република Северна Македонија се лишени од слобода 4 лица наши државјани. Случајот е реализиран како резултат на повеќемесечна размена на информации со Службата за борба против дрога од Солун за лица кои како членови на меѓународна организација преземале низа на действија со цел набавка и пренесување на кокаин од Еквадор до пристаништето во Солун, со намера потоа да го дистрибуираат во други земји. Кокаинот на пристаништето во Солун пристигнал сокриен во 3 контейнери натоварени со банани од Еквадор, кои биле нарачани и платени од страна на правно лице од Скопје. Собственик и управител на правното лице е АК од Скопје, кој во текот на 2022 година го регистрирал правното лице во договор со СГ од Гевгелија, со цел истото да се користи за увоз на овошје од Јужна Америка. По пристигнувањето во Солун, контейнерите биле преземени од товарно возило со гевгелијски регистарски ознаки, управувано од македонскиот државјанин ММ, кој бил ангажиран од страна на СГ. Откако ММ го преземал и натоварил контейнерот, тој со товарно возило се упатил во магазинот во близина на Солун, а по кратко време од страна на Службата за дрога од Солун, во магазинот пронајдено е возилото и во него се пронајдени и запленети 105 кг кокаин. ММ се дал во бегство, но откако денеска преку зелениот појас на државната граница влегол на наша територија, тој е лишен од слобода од страна на нашите полициски службеници. Од страна на Одделот за криминалистичка полиција, СВР Скопје, ОВР Гевгелија и Царинската управа, со цел обезбедување на дополнителни материјални докази, извршени се претреси во дом и деловни простории кај АК, СГ, како и кај СМ од општина Богданци, собственичка на правното лице на кое биле регистрирани товарното моторно возило и приколката. За време на претресите пронајдени и одземени се документација, мобилни телефони, пари и други предмети кои ќе послужат како доказ во понатамошната постапка. Лицата се лишени од слобода и во текот на денешниот ден до обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција ќе биде поднесена кривична пријава.